Почитувани присутни, бараме да се изгласа недоверба за работата на министр за надворешни работи господинот Никола Димитров. Тој како министер за надворешни работи е еден од најодговорните за угледот на Република Македонија надвор од нејзините граници, но за жал Никола Димитров откако е извршува ова функција, сметам дека го наруши угледот на Република Македонија, но и направи стратешки грешки кон надворешната политика, но и кон сопствениот народ, со сериозни и неподправливи последици за Република Македонија и македонскиот народ. Преку оваа интерпелација сакаме да дадеме до знаење дека историјата на Република Македонија, но уште повеќе нејзината иднина, не му припаѓаат на Никола Димитров. И не е тој оној кој може, смее сам да одлучува во името на сите граѓани на Република Македонија. Од досегашната работа на министер за надворешни Никола Димитров, единствено што може да се заклучи е дека ова наметната гарнитура на власт, кој што не ја ужива поддршката на мнозинството граѓани, е со една единствена цел да се урнат темелите на македонската држава за на крај и како што се случи промена на уставното име на Република Македонија. Господин Димитров, во целиот ваш мандат работевте во интерес на сите околу вас, но единствено не во интерес на сопствениот македонски народ. Може би затоа, како што велите дека е искомплексиран, нација со комплекс, ние претениците од ВМРО ДПМН поднесуваме интерпелација за работењето на министерот за надворешни работи Никола Димитров, бидејќи сметаме дека истиот функцијата министер за надворешни работи ја извршува несовесно, со потценување на народот, особено преку неговите јавни изјави, дадени во Собранието на Република Македонија, со кој на крајно понижувачки начин за македонската нација ја навреди истата, нарекувајќи ја нација со комплекс. Со што го нарушува угледот и достоинството на македонскиот народ и целата нација, но и на Република Македонија како самостојна држава во која основни носители на суверенитетот се токму граѓаните како припадници на нацијата. Ова е втора интерпелација, господине Димитров. Првата беше, како што вие ќе кажете во вашата одбрана, кога јас ви говорев и кога се браневте, на 71-иот ден од неговото назначување. Би сакал да подсетам што кажав тогаш, што ми одговоривте. Вие поставивте прашање, зошто на 71-иот ден од вашето назначување е поднесена интерпелација? Реков, цитирам: затоа што сме загрижени и оплашени од вашето досегашно работење од само 71 ден. Со ова наша интерпелација сакаме да предупредиме, почитувани колеги, за штетните политики кои ги наметнавте. И ако ве убедиме да ги стопирате, понатаму реков, но и сега го велам истото, сакам да ве замолам, почитуван министр, нешто за да си помогнете себе си, на македонскиот народ, најдобро е веднаш да си поднесете оставка, да ги скратиме овие маки. Доколку го направивте тоа, или партијаниците на Социјалдемократскиот сојуз ви изгласа недоверба, немаше да се направат толку штети кон Република Македонија и македонскиот народ. Господин Димитров, вие самиот, па и мнозинството пратеници, без одобрение на граѓаните, немавте право да одлучувате за толку важни прашања како што се идентитетот на македонскиот народ, јазикот на македонците, името на државата, стратегијата за бегалци. Уште ова ви фали да донесете 200.000 бегалци во Република Македонија, за да биде се и цело во Република Македонија. Значи, од се што ветувавте, од се што кажувавте, ви остане уште ова. Од тоа што ветувавте дека нема да го допрете, колнејки и проколнувајки дека за вас ова се свети работи, за жал се излажавте. Господин Димитров, колку и да верувате во ова што го правите, колку и да е исправно или не, вие немате мандат сам. Вие немате дозвола од македонскиот народ да постапувате спротивно на волјата на македонскиот народ. Пред се искажена на последните парламентарни избори 2016, во кој победник беше ВМРО ДПМН со коалицијата и потврдена на референдумот во 2017 година.
Но желбата за власт и функција беше најверојатно пресудна во овој процес. Сакам да потсетам уште еднаш. Се што направивте досега е неуставно, незаконско, нетранспарентно, без одобрение на македонските граѓани. Но кога и да е, ќе одговарате за ова злодело кон сопствениот народ. Колку и да мислите дека се исправни или не, одлуките кои ги донесовте се без одобрение на македонскиот народ. Вие ќе бидете запишани во историјата, тој кој ни го промени името, се со цел добивање власт и функции. Единствени во цел свет. Ќе бидете вие кои ставивте подпис на спогодбата. Ќе си ја носите вашата одговорност, може и ќе бидете херои во некој следно време. Меѓутоа, да си го продадеш сопственото име, не знам, што треба да бидеш, каков човек. А најголема одговорност, но и заслуги имате вие, господин Димитров, пред се поради тоа што реков, спогодбата со Грција. Затоа бараме ваша недоверба. Меѓутоа, за жал, не сте единствениот кој треба да ја напушти министерската фотелја и да понесе одговорност, туку комплет цела влада. Начело со премиерот господин Зоран Заев, исто и вие, почитувани колеги пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, со вашите коалициони партнери, затоа што вие бевте тие кои ги гласавте, ја прифативте спогодбата, го отворите уставот и ги гласавте уставните измени. Вие, господине Димитров, кажав, не само заради спогодбата која ја подпишате, како учеството во целиот процес на преговори, ако што реков, пратеници затоа што гласа за спогодбата, но и за уставните измени. Да не заборавиме, вклучени сте комплетно во целиот процес. Многу време, од периодот и кога во Хаг застапувавте, од периодот и кога понатаму се движите. Значи, една е, ако ви паднала, како се вика, бројката да го подпишете, да подпишете спогодбата. Меѓутоа една е да учествуваш во процес и да го менаџираш тој процес, да имаш можност да кажеш нешто. Ние верувавме во вас. Идете од нашите редови. Верувавме, познавајќи, ајде не влегувам во други работи, рековме ќе се задржиме на оно што е реално. Верувавме во сето тоа што ни го зборувавте, вие, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, премиерот и така натаму. Но сето тоа одеднаш се промени. Не победија на избори, Социјалдемократскиот сојуз, вие се приклучивте. Вие побаравте да бидете дел министер, според информации кои ги добив, лично ги имам слушнато, дека сте барале да го облечете нашиот дрес. Прашањето било, а кој дрес носите вие досега? Ако сте сигурни, не знам дали ќе е македонскиот повеќе, северно-македонскиот почитуван министер. Завршивте работа вие со Македонија. Завршивте работа со Македонија. Вие сте од сега северно-македонски дрес ки имате. Ама сигурно во моровскиот повеќе не. Ако сте сигурни дека правилно постапите и ве одобруваат и сакаат граѓаните на Република Македонија, почитувани колеги, ајде на избори, за да ви ја потврдат поддршката граѓаните на Република Македонија. Ајде на избори, излезете, одважете се. Ве сакат граѓаните, направивте многу добро за нив, правите многу добро, нека ви ја потврдат уште еднаш вашата потреба да бидете вие дел. Јас ви гарантирам, голем дел нема да бидат, ги почитувам сите што се вклучија во овој процес, ми е жал, голем дел од нив страдат заради затоа што не може да се одбранат, меѓутоа сватете една работа, сепак направивте грешка. На крај, сакам да изразам една голема благодарност за мудростта, храброста, верноста, одговорноста, патриотизмот, љубовта кон македонскиот народ. Единствено, надвор од сите политики, од вас, од мене, од сите нас, македонскиот народ препозна и си кажа на референдумот. И не го одобруваше тоа. Зошто го направивте тоа? Не знам. Се надевам дека ќе живееме во подобра Македонија, меѓутоа за жал нема да биде така. Благодарам.